Иако електромобилноста се забрзува, своите позиции силно ги држат моделите со мотори на согорување. Тоа е најзабележливо кај традиционалните производители, кои во игра ги враќаат моделите кои ги пензионираа поради електричните планови. Емисијата ја отвораме со домашен настан. Гранд Ауто направи тандем со Фудбалската федерација на Македонија. Гранд Ауто, официјалниот увозник за Македонија на Форд, Hyundai, Chery и MG, склучи договор за поддршка на Фудбалската федерација на Македонија и нашите национални репрезентации. Гранд Ауто ќе обезбеди флота возила од програмата на Форд и Hyundai за потребите на федерацијата, а тоа е во духот на марките што ги застапува. Токму Форд и Hyundai се неизоставен дел од фолклорот на европските и светските првенства на најважната споредна работа во светот. Оваа соработка доаѓа во вистински час, бидејќи нашите репрезентативци се пред нови квалификацијски циклус за Мундијалот во 2026 година. Директорот на Гранд Ауто, Дритон Заири, изјави: Гранд Ауто како компанија од секогаш била посветена на прогресот во заедницата и во сообраќајот. Преку ова партнерство обезбедуваме возила кои ќе ја поддржат секојдневната работа на федерацијата, овозможувајќи им целосно да се фокусираат на она што е најважно – развојот на фудбалот и инспирирањето на новите генерации спортисти. Кинескиот Гили го најави својот најголем кросовер. Лансиран под ознаките на Zikar, ќе ја дели механиката со моноволуменецот 009 во Европа, познати како Volvo M90. Со должина од 5,2 метри и цена од 130.000 евра ќе напаѓа модели како што се Range Rover. За механиката засега нема информации, но се очекува да има плагин хибридна погонска група, а веројатно и електрична со продолжена автономија. Иако Гили е собственик на Volvo, од шведските модели нема да биде превземено скоро ништо, освен можеби квалитетот на обработката, што навестува дека нема планови за негова продажба на развиените светски пазари. Повеќе информации се очекуваат наредниот месец. Ауди долго време се двоумеше како да му ја скрои судбината на ултимативниот R8 за на крај да преовлада електрификацијата и лани во ова време тој да отиде во пензија без конкретни планови за наследник. Но пазарните ветришта ја сменија насоката и германците сега повторно размислуваат да понудат негова нова генерација со бензински мотори. Основата за тоа ја имаат во Lamborghini Temerario, чиј расен V8 мотор веројатно малку припитомен добро би се вклопил во една ваков имидж модел. Неофицијално неговиот развој веќе има добиено зелено светло и тој би можел да се појави во 2027 година. Во поглед на сите негови карактеристики, дизајнот, перформансите и цената, изненадување не би требало да има. Тој и понатаму ќе остане она што скоро 2 децении беше – вистински супер автомобил, употреблив и за секојдневно возење. Од неговите 2 генерации, Ауди има произведено нешто помалку од 45.000 примероци.
Паднаа првите жртви во Нисан. Досегашниот шеф на компанијата Макито Ушида поднесе оставка. На негово место управниот одбор експресно го постави Иван Еспиноза, кој моментално е главен директор за планирање. Ушида, кој раководеше со проблематичниот јапонски производител од 2019 година после скандалот со Карлос Гон, транзицијата на власта ја гледа како своја морална обврска и клучна за опстанокот на компанијата. Впрочем, смената на раководството беше еден од условите што Honda ги постави за продолжување на пропаднатите преговори за спојување. Во тој поглед сега се е можно, но иако Еспиноза важи за автомобилски ентузијаст, некои аналитичари скромно посочуваат дека можеби и тој би требало да има одговорност за поранешната насока во која се движеше Нисан. Како и да е, од него ќе се очекуваат краткорочни резултати кои ќе бидат основа за поставување цели за долгорочен раст, но, како велат старите, лесно е да се каже, а тешко е да се направи. Со намера да ги покаже способностите и издржливоста на своите технологии, General Motors подготви тркачка офроуд верзија на електричниот пикап Chevrolet Silverado. Според компанијата, на него сериски се 98% од деловите, разликите се во поробусното и повисоко ослонување, диференцијалите кои се блокираат, заштитата на подвозието и секако изгледот. Техничките детали не се споделени со јавноста, освен дека има 3 електромотора со вкупно 1100 конски сили и неверојатни 15.600 Нм вртежен момент. Тоа треба да обезбеди врвни перформанси и искуства кои инженерите подоцна би ги искористиле за подготовка на решенија за сериските модели. Развојот на овој тркачки пикап траеше само 5 месеци. Иако далеку од лансирање за да може конкретно да се зборува за него, идниот електричен модел на Lamborghini ќе ги има вистинските гени на марката. Тоа беше потврдено на годинешната конференција на групата Volkswagen, чиј прв човек, Оливер Блуме, кажа дека за топ понудата на Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini ќе се користи нова платформа која ќе работи на 980 волти. Посебно нагласи и дека италијанскиот представник ќе биде изготвен со целосно внимание и ќе поддржи погонски групи и до 2000 конски сили. Очекуван во 2029-та тој ќе биде Grand Tourer со 4 врати, што всушност и веќе беше најавено со концептот Lanzador од пред 2 години. Се знае и дека за да биде вистински Lamborghini, финалната монтажа ќе се врши во погоните во Сант'Агата Болонјезе. Брзо и болно заврши агонијата на Нортволт. После американската филијала, минатиот ноември банкрот прогласи и централата во Шведска. И покрај вложените напори во барањето на можни опции за финансирање на понатамошната работа, средства за тоа не беа најдени, така што ова беше единствен можен исход. Во прилог на иднината на компанијата, која некогаш порано собра 15 милиарди долари инвестиции, не одеа ниту промените на пазарот, геополитичката нестабилност и пореметениот синџир на снабдување. Раководството беше принудено да побара судска заштита од наплатите на доверителите, за кои сега ќе одлучуваат стечајните судии. Иако од компанијата се уште останува да функционира германската филијала, тешко дека таа ќе ја одбегне истата судбина. Банкротот на Нортволт, кој беше основан пред 10 години од двајца поранешни директори на Тесла, отвора едно болно прашање: колку Европа е способна да развие сопствено производство на батерии за електричните возила? «15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години, над 10.000 клиенти.
15 години општествено одговорна компанија, 15 години доверба, 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Новиот Peugeot 5008, најнова генерација на SUV со 7 седишта. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Ако го наречеш возилото Grandland, го правиш да биде Grand. Дизајнираш електрично лого со супер долг опсек на батеријата и 50.000 интелигентни LED компоненти. Секако дека е новиот Opel Grandland. Go Grand! Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Автомобилското производство не познава граници во било кој смисол. На таа динамична сцена некои доаѓаат, некои се консолидираат, некои се регрупираат, а некои заминуваат. На таа тема имаме 4 интересни приказни. После плодната и успешна 2024 Шкода ја очекува мирна година. Во плановите на компанијата практично нема најавено ниту еден новитет, бидејќи гамата лани добро беше обновена. Но затоа во блиска иднина треба да се очекува голем семеен кросовер со 7 седишта базиран на концептот Vision 7S од 2022, како и чешката верзија на пристапниот Volkswagen ID2, кој ќе ја носи ознаката Epic. Одлуката за уште помал модел не е донесена, наместо тоа поверојатно е појавувањето на електричната Octavia, а се очекува Fabia, Scala и Kamiq да добијат хибридни изведби. Активностите на меѓународно ниво предвидуваат ширење на присуството на повеќе пазари, пред се во Виетнам, каде новоизградената фабрика ќе започне со производство на индиските Кајлак и Славија. Во текот на 2024 година Шкода стана четврто најдобро продавана марка во Европа, а глобално испорача 926.600 автомобили. Најголем пазар е Германија, следат Чешка и Обединетото кралство, а најдобро продаван модел е Octavia. Представувајќи го концептот Type 00 на модната недела во Париз, Јагуар конечно се огласи за критиките кои го заплиснаа од сите страни. Репозиционирањето на секој бренд во поглед на привлекување на нови купувачи е деликатен процес кој ризикува отуѓување од корените, а со тоа и губење на верната клиентела. Во поглед на тоа, извршниот директор на компанијата Roudon Glover проценува дека само 15% од нив би се одлучиле за набавка на модел од идната гама, но и дека немаат проблем со тоа.
Радикално настапувајќи Jaguar планира електричниот автомобил кој ќе произлезе од концептот да биде наменет за побогатите купувачи. На тој начин со помал обем на производство ќе се соберат поголеми приходи. Покрај драматичниот изглед и импресивните димензии, карактеристика на луксузниот Grand Tourer ќе биде што ќе нема задно стакло, а ќе ја нема ни мачката во логото. Како и да е, се чини дека со опаѓањето на продажбата за 80% во последниве 5 години, Jaguar едноставно немаше избор. За да успее да ги задржи трошоците на доволно ниско ниво и да може да го пласира со цена од 20.000 евра, Volkswagen ќе го произведува идниот ID.1 во фабриката во Португалија, од каде сега излегува популарниот T-Roc. Исто така, малиот електричен автомобил со големина меѓу Up и Polo ќе содржи и многу кинески делови. Од Volkswagen ја образложуваат својата одлука со тоа што фабриката во местото Палмела во близина на Лисабон е една од најефикасните во синџирот на групата и се снабдува со енергенси по релативно ниски цени. Преднос е и тоа што поврзаноста со Валенсија во Шпанија, каде се гради новата фабрика за батерии, е добра. За да го оствари ветеното во врска со цената на ID.1, Volkswagen ќе биде приморан да го пласира овој модел само под своите ознаки. Тој не би се вклопил во портфолиото на Audi и Cupra, а скоро сигурно нема да го добие ниту Шкода, која ќе се концентрира на бензинските модели од таа ценовна класа. На тој начин нема да дојде до ерозија на купувачите и интерна конкуренција меѓу марките во групата, што ќе овозможи поголемо унифицирање на производството. Идниот ID.1 ќе биде поставен на модификувана и поедноставена верзија на MEB платформата, која ќе се развива во соработка со Rivian. Треба да има електромотор со 95 конски сили сместен напред, додека за батериите нема информации. Новоформираната британска компанија Longbow реши да ги предизвика Тесла и Lucid со нивните формули за успех. Ова не е случајно, бидејќи низините двајца оснивачи се поранешни инженери кои имаат работено таму. Најавените два спортски автомобили, наречени Speedster и Roadster, треба да се одликуваат со мала тежина, супериорни перформанси и пристојна цена. Во фокусот сепак најмногу ќе биде перфектниот баланс на сите карактеристики, за што ќе се грижи алуминиумската платформа од собствен развој. Погонската механика, која ќе биде превземена од некој друг производител, ќе биде сочинета од еден електромотор со 330 конски сили, сместен назад, кој ќе обезбедува забрзување до 100 км/ч за 3,5 секунди. Очекуваната автономија е околу 440 км. Прототипите ќе бидат готови налето, а производството, за кое се уште не е договорено каде ќе се одвива, треба да започне идната година. Speedster се очекува по почетна цена од 85.000 британски фунти, а Roadster за поприфатливи 65.000 фунти. Уште од представувањето на концептот пред година и пол на салонот на автомобилите IAA Mobility во Минхен, Мерцедес не престана да зборува за новиот CLA. Сега знаеме и зошто. Тој со право може да се нарече најнапреден модел на марката. Сепак се задржува истата платформа, но ќе се нуди со електрични и хибридни варијанти. Во новиот CLA се е ново, дури и трикраката ѕвезда, и на купувачите ќе им нуди многу повеќе од претходникот во секој поглед – удобност, префинетост, ефикасност. Прв е од новото семејство модели и ќе биде достапен со електрични и класични погонски системи.
Пропуштајки да кажат дека почива на истата платформа како и досега, германските инженери гордо истакнуваат дека сршта на новиот автомобил е во интерно развиениот оперативен систем со суперкомпјутер и вештачка интелигенција кој го прави најпаметен Мерцедес досега. Поврзаноста овозможува редовни ажурирања на најважните функции на возилото. Внатрешноста е преполна екрани, а безбедносните и системите за помош во возењето не ни може да се набројат. Дизајнерски тешко може да се каже дека е револуција, но бројни стилски детали прават да изгледа уникатно. Например, комплексните визуелно споени предни светла со трикрака звезда во нивната внатрешност и маската со безброј звездички на неа, исто така осветлени. И задниот крај со своите светлосни групи е извлечен слично, додека за силуетата повеќе наликува на претходникот. За почеток CLA ќе биде лансиран во електричните верзии кои имаат архитектура од 800 волти и за 10 минути ќе може да се наполнат за поминување 325 километри. Батериите од 85 киловат-часа обезбедуваат автономија меѓу 670 и скоро 800 километри во зависност од верзијата. А нив засега ќе ги има две, со електромотор со 272 конски сили поставен назад и за 82 коњи помоќна со уште еден електромотор напред. Обете верзии имаат двостепен менувач кој овозможува посилни забрзувања и полесно крстарење при високи брзини. Деталите за хибридните верзии се сиромашни, но се знае дека ќе имаат нов 1,5 литарски турбомотор со 3 нивоа на моќност, 8 степен менувач со двојна спојка и погон на предните или сите 4 тркала. Во иднина понудата ќе биде надополнета со шутинг брейк каросериска изведба и AMG модел со повеќе од 500 конски сили. «15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Новиот Peugeot 5008. Најнова генерација на SUV со 7 седишта. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Ако го наречеш возилото Grandland, го правиш да биде Grand. Дизајнираш електрично лого со супер долг опсек на батеријата и 50.000 интелигентни LED компоненти. Секако дека е. Новиот Opel Grandland. Go Grand! Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Toyota не запира со проширувањето на својата електрична понуда во главните европски сегменти. Веднаш после Urban Cruiser го представи и новиот CHR Plus, кој нема ништо заедничко со истоимениот бензински модел, а ги унапреди и технолошките близнаци BZ4X и Lexus RZ. Со новата офанзива, Toyota го исполнува своето ветување за серијата нови електрични возила кои со својата улога треба да го засилат повеќе насочниот технолошки пристап на компанијата. Сите модели се втемелени на клучните гени на марката, препознатливиот дизајн, практичноста, ефикасноста и високиот квалитет докажан преку историската издржливост. Покрај веќе кажаното, кога беше представен непосредно пред новата година за Urban Cruiser, кој е клонот на Suzuki e-Vitara, се знае уште и дека автономија меѓу 300 и 400 километри ќе има во зависност од изведбата. Купувачите на кои ќе им биде достапен од есента ќе може да бираат меѓу верзиите со погон на предните тркала со 144 или 174 конски сили и 4x4 модел со 184 коњи, додека цените се уште се мистерија. Нешто подоцна ќе пристигне и CHR Plus, кој е серијска варијанта на концептот BZ Compact од 2022 година. Стилски многу наликува на својот бензински пандан, од кој е за 16 см подолг, а подставен е на електричната верзија на глобалната архитектура на Toyota, која вдомува повеќе различни модели, меѓу кои и поголемиот BZ4X. Таа му обезбедува издашна просторност и солидни перформанси, за што се заслужни погонските единици со 167, 224 или 343 конски сили, кои се пренесуваат само на предните или на сите 4 тркала. Батериските пакети кои ќе ги има, два со капацитет од 58 и 77 киловат-часа, ќе му подарат автономија и до 600 километри. Со слични капацитети на батериите сега располага и обновениот BZ4X, кој има и посилни електромотори, а додадена и нова основна верзија која ќе има поприфатлива цена. Во ист стил, технички унапреден и Lexus RZ, додека вистинското изненадување беше покажувањето на револуционерниот FTME концепт како визија за урбаната електрична мобилност во иднината. Тоа веќе е јасно од должината од некои 2,5 метра, во кои се најде место за 2 седишта и мал простор за багаж. Снаодливоста низ градските улици и паркиралишта е неоспорна, а практичноста треба да ја зголемат и соларните панели на покривот кои на сончев ден ќе обезбедат струја за 20 до 30 километри. Место шлаг на тортата, новитети Toyota суптилно најави дека за Европа подготвува и електричен пикап кој би се појавил најдоцна идната година. Во ерата на електрични возила, храброст е да се представи модел исклучиво со мотор на согорување. Тоа упорно го прави тврдокорниот англиски производител на романтично обликувани спортски автомобили. Неодамна најавениот новитет Morgan го представи на јавноста, кого го нарече суперспорт. Моделот Суперспорт ја продолжува традицијата со ретро-модерен дизајн. Патем речено, новиот модел го заменува родстерот со 2 врати Morgan Plus 6, кој по 6 години производство отиде во пензија. За разлика од неговиот претходник, за Суперспорт се нуди и тврд покрив покрај платнениот. Бидејќи Morgan не лансира често нов автомобил, Суперспорт е многу важен за минатото, сегашноста и иднината на компанијата. Целокупниот дизајнерски етос е типичен за марката и лесно може да се препознае од далечина. Сепак постојат клучни модификации во споредба со неговите претходници. За почеток има целосно нова алуминиумска шасија наречена CVX, заедно со модерен интериер кој не ги крие своите референци на BMW и има уште повеќе дрво од претходно, факт што тврдокорните ентузијасти за Morgan ќе ги направи повеќе од срекни.
Со целосно нов дизајн и инженеринг за суперспорт, компанијата мораше да направи нови тестови за судир за да добие сертификат. Има и нови 18-инчни и опционални 19-инчни алуминиумски тркала. Мекиот покрив и тврдиот покрив се заменливи, а можат да се користат на истиот автомобил, само што мекиот покрив користи мохер и е достапен во различни бои, додека тврдиот покрив тежи помалку од 20 кг, бидејќи е направен од јаглеродни влакна и офарбан во иста боја како и остатокот од каросеријата. Под хаубата се наоѓа непроменетиот 3-литарски твин-турбо мотор на BMW со 6 цилиндри во линија со моќност од 335 конски сили и канализирање на силата до задните тркала преку 8-брзински автоматски менувач. Како и секогаш, новиот Морган нема да биде ефтин. Цената на Суперспорт започнува од 118.000 евра. Пред 3 месеци го најави, а сега Рено го потврди производството на R5 Turbo E, како што самите го наредкуваат. Првиот мал електричен суперавтомобил. Иако дели многу од изгледот со веќе постоечкиот R5 E-Tech Electric, електричната ракета со 540 коњи и вртоглави 4800 Нм вртежен момент во голема мерка се разликува од него и ќе нуди бројни опции за персонализација. R5 Turbo 3E ќе биде граден врз архитектура од 800 волти, а полнењето од 15 до 80% на батеријата од 70 киловати ќе трае само 15 минути на полноч силен 350 киловати. Кога веќе се поменуваат разликите, неопходно е да се спомене дека во однос на цивилната електрична верзија, меѓускиното растојание е за 30 мм поголемо. Кабината е подолга за 16 см, а ветробранското стакло поставено е под поголема косина. Благодарение на двата електрични мотори поставени на задната оска, R5 Turbo спринта до 100 за 3,5 секунди, постигнува максимални 270 км на час и најавената автономија му е до 400 километри. Конструиран да го реинтерпретира духот на култниот Рено 5 Turbo од 80-та година на минатиот век, Рено 5 Turbo 3E ќе се произведе во само 1980 нумерирани примероци. Со оглед на бомбастичната приказка, моќноста, технологијата која ќе биде вградена во него и малиот број предвидени примероци, цената може да биде астрономска. Далеку е 2027 година, кога Рено 5 Turbo 3E ќе биде испорачан на своите 1980 купувачи. Времето бргу поминува. Следната средба е за 7 дена. До гледање.